Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Може би за поголемата афирмација на гимнастиката виновни сме и ние новинарите, затоа што гимнастиката е еден од базичните спортови, а интересно не му придававме толку големо значење и не обрнувавме внимание на овој спорт уште од години наназад, уште кога работев во Нова Македонија, тамо во 60-тите години. А интересно е дека во тој период во Македонија имаше развиено доста вака гимнастички активности во повеќе градови од државата, па така тие гимнастичари учествуваа и на државните првенства на поранешната држава, па освојуваа и високи пласмани. Тоа онака го регистриравме, само без подлабоко да навлеземе во тој спорт. Па може би и поради тоа и мињата од тој период што биле присутни во гимнастичкиот спорт не се и толку познати кај пошироката спортска јавност. Она што припаѓа на гимнастиката, таа ги знае тие шампиони, меѓутоа другите не, па затоа и во овие емисии настојувам од тие поранешни шампиони да представам некои пред вас за да се запознаете со нивната биографија, постигнувања и едноставно да видите каков квалитет сме имале во гимнастичкиот спорт. Еден од најекспонираните кон крајот на 50-тите и во текот на 60-тите години, токму во овој базичен спорт, беше Насе Кондовски, човек кој целиот живот практично го посвети не на гимнастиката, туку воопшто на спортот и на педагошката работа во спортот, физичкото воспитание. Тој беше човек кој многу години практично беше творец на оние програмски активности за наставата во училиштата по физичко воспитување. Па еве, со една таква личност кој вака има еден широк диапазон на познавање на спортот, посебно на гимнастиката, а во гимнастиката беше и актер и шампион, па со него ќе разговарам најнапред за она што представува негова спортска активност и спортски резултати. Па еве, Насе, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди и на почетокот за твојот почеток како спортист, како гимнастичар, може би некој друг спорт, затоа што децата во минатото се занимаваа со се, а подоцна одеа во оној спорт што најмногу ги привлекуваш и за кој што има афинитет. Твојот афинитет се виде каде во гимнастиката, но дали претходно како детенце, еве, роден си во Костур, името ти беше Атанас, кога дојде овде, Атанас не може да го најдат во списоците и Насе и остана Насе Кондовски. Ајде сега Насе Кондовски да ни каже за своите почетоци. Ќе кажам дека моите родители многу сакаат да спортувам и таква беше приликата во Куманово одев во градинка. Тамо организирано се... Значи, од Егејскиот дел на Македонија дојдовте во Куманово, најнапред. Прво бевме во Гаково, па после Куманово. Да. И тука со децата од градинка се организираше организирано одење во Соколана. Тогаш Соколана се викаше, после Партизан. Уствари Партизан беше и настапував на паради за 25 мај, за 1 мај, со децата, и тоа го засакав некако и моите родители ме оставаа да одам да вежбам. Можам во тој период да го спомнам Гоце Тодоровски, тој ми беше прв така учител. После тоа се преселивме во Куманово и го побарав веднаш Партизан да одам да вежбам. Тамо вежбав редовен бев. Така да 58 година на пионерско првенство во Велес и екипно освоивме прво место со пионери од 10 до 12 години и поединачно освоив прво место. Таков беше системот тогаш.
да така речам бев на некој начин маркиран како можен иден гимнастичар, спортист. Имаше, се водеше евиденција една, републичка. А Куманово имавте услови за разлика од другите градови, затоа што ми се чини дека салата на Партизан Соколана е една од прво изградените. Најдобрите, втора во Европа беше таа. Знам, се сеќавам дека уште тогаш говоревме дека е тоа една од најстарите сали во ова подрачје, еве сега дознаваме и нешто повеќе. Да, и Тетовската не беше лоша, убава. Беше се одржуваше, беше доста чисто, хигиената беше на ниво, имаше ред еден добар. И Јово Апостолски, пишман, беше така предњак во тој период. Он беше од друга струка, меѓутоа така фино нас не примаше и ни водеше часови што ние бевме заљубени, длабоко мотивирани, едва чекавме да дојдеме кај него на час. Просто немаше место во салата од деца. Така полека и гимнастиката, добро рековте вие дека е доста тежок спорт, како што ве разбрав, и навистина е тежок. Јас почнав од така 5 годишна возраст да одам да вежбам, а и некои сега истражување русите што прават, дека одредени движења, одредени елементи не може да се научат на поголема возраст ако некои моторички патишта не се воспостават во малите. Уште од раното детство. Од раното детство. Така да не е чудно што тие почнуваат со многу мали возрасти за да дојдат до една врвна гимнастика. Тоа беше тој почеток, бевме на сојузен след 59-та година. Ова, значи, првенството на Македонија за пионери, ти беше првиот официјален надпревар во Велес и тогаш го освоивте првото место екипно, а ти поединечно? Поединечно. Од 10 до 12 години. Поединечно? Малата група. Во помалата група, да. На кој справи вака тогаш се истакнуваше најмногу? Тогаш вишебоите беа поврзани и со одредени гимнастички и атлетски дисциплини. Имаше трчање, фрлања, значи на некој начин го фаќаше целиот организам. Даваше една комплетна, да речам, моторичка, едно моторичко влијание за развој на кај децата. Имаше партерна гимнастика, имаше прескоци, значи една комбинација. Тоа е еден превод кон гимнастиката, кон чистата гимнастика. Да, кај што почнуваш веќе сериозно и да се определуваш на справите, тоа веќе во младинските категории. Да, тогаш таква беше организацијата. Ние бевме тие деца такви напредни во тој смисол бележани, па не вика на заеднички тренинзи. Вежбавме заеднички, па се спријателивме. Ја имам многу пријатели од тоа време. Имам од Кочани, имам Куманово, имам Велес, имам Битола, Пројче, тој отиде за Америка, професоров што е Наумовски, Александар, од тоа време, тој имаше таква елеганција, вежбаше, ја мислев дека Церар можеше да го победи на коњ со рачки. За Цане не знаев дека бил гимнастичар. Да, гимнастичар, многу добар гимнастичар беше, ама коњ со рачки му беше многу добра. Значи, се дружевме едва и чекавме да не викнат. Значи, тој е тој систем, таа љубов кон спортот. Колку деца бевте тогаш вака? Не мора точна бројка, меѓутоа... Да ви кажам, ја ги водев исто така еден период пионерските вишови. Ние на ниво на Република се собиравме околу 600. 600 деца собиравме на вишебој во Дојран. И од тамо излегуваа многу други спортисти во ракомет, во одбојка, во кошарка. Значи, тој базичен дел на моториката и создавањето на тие моторички патишта кои што се потребни во спортот, се создаваат во малите години. Вие замислите еден фудбалер, он треба да има представа позади себе, ако сака да скокне, да направи макази, да дај гол позади него.
и во агол да ја пласира топката. Да, доколку од млади години почнува тоа да го вежба, веќе тоа ќе не прави ротации према напред, према назад. Да, ќе се ухода во таа работа и лесно ќе му одат движењата. Лесно ќе му одат движењата. И затоа Партизан важеше една организација од кај што произлегува многу спортисти врвни во другите спортови. И сега ти тоа првенство те потпали уште повеќе кога се вративте во Куманово меѓу училишните другари, главни бевте шампиони на републиката и така, и тоа уште повеќе ги подгреа страстите кај тебе за гимнастичкиот спорт и викаш го одбрав спорт. Се залюби во гимнастиката, имав еден период, сега малце ќе кажам, во Тетекс ме барава за халф, како младинец. Кога беше земјотресот, салата не беше фатена, и да не изгубам од кондиција и ред други работи, ја почнав да одам на тренинзи. И одно влегов во првиот тим, халф ме ставија, тешко може да ме поминат, па добар бев за голман, ама никако не ме влечеше да остана во фудбалот. Се вратив назад во гимнастиката. Иста ситуација беше кога професорот Чајка, Бранко... Значи, зборуваме сега за Тетово, од Куманово, кога се преселивте во Тетово. Прва година гимназија, Геджо од, тако му е надимак, Љубомир, иначе го викава, тој беше генерален секретар на Борачки сојуз на Југославија. Доваѓа во Тетово да формира борачки клуб. Ги собрава сите тие што се бавеа со пеливанство, меѓутоа оние помали категории, Бранко Илјовски, Чајка, направи изборно првенство во гимназијата. И ја земав прво место во папир категорија до 48 кг. Во најлесната. Во најлесната. Сите ги совладав. Имаш право, во полесните категории мора да бараат од училиштата во потешките, бидејќи пеливаните се бореа таму и по селата. На тој начин се формира Шар, боречкиот клуб Шар. Се борев со тој клуб, имаше лига систем. Се боревме во Штип, во Ѓорче Петров, во Скопје, Тетово, не знам пуште на кои други градови одевме, кај што имаше клубови формирано. И на тој начин, а меѓутоа ете, не остана во борењето. Се повлеков, пак си отидов во гимнастиката. На Кале имам освоено едно прво место, во Југославија слободен стил, така имам и едно второ место и не ме влечеше тоа. Пак се врати во гимнастиката, влегов во репрезентација на Македонија младинска. Значи Ристо Таков и Бојан Рангелов не успеа да те убедат да останеш во тие после настапија. Фоти го донесов Ѓатовски во Партизан. Прво беше се надпреварувавме во партизански вишебој и тој многу не сакаше тие работи, го привлече борењето и остана во борењето. Се формира младинска репрезентација, гимнастичка, влегов. Тука беше Зрлев Киро од Велес, од Штип, Благоја од Велес, Владо Вукански, младиот, Владо Вукански. Бевме под контрола... Владо Вукански од Кочани, ми се чини, беше таму, па после Скопје. Јосиф и Владо двајца беа гимнастичари, поголемиот беше Јосиф, он беше првак на Македонија, после јас го заменив, он отиде на студии во Белград и во Србија остана. Во Србија стана првак на Македонија, на Србија. А таткото на Вукански беше еден од првите фоторепортери во Македонија, работеше во Нова Македонија. Вукански го познавам, одев, пријатели бевме, си одевме дома, домашни посети правевме. Ве фотографираше тогаш, па имаш, изгледа и негови фотографии. Од него, овие документи. Да, нешто имам. Да ви кажем, ова техника на фотографирање во тоа време беше многу слаба, ние немавме такви услови да се фотографираме, иначе многу повеќе би имале сега. Да. И вежби се. Знам дека професор Пепо ме снимаше со камера за вежбата ми ја снимаше за да ја гледаме, да се коригираме. Иначе тоа беа оние камери со. Да ви кажам, толку бев мотивиран да го научам стражни веле точно на вратило на европско првенство
во Белград, са Вајле Станував ги купав сите весници. За да дојдам до тоа навратило, многу ме бендисуваше. После го научив, го уфрлив во вежба. Таа справа најмногу ја Видите, посакуваше или вратило многу добро ми одеше. Ме фати еден период после земјотресот. Гимнастиката е многу тежок, немавме справи. Ја на државно првенство ќе се појавам на олимписки комплет справи, кои што беа многу подобри, еластични и така. Овде ќе имаме така по-стари справи, по-нееластични, земи го вратилото олимписко. груби, крути, останати од времето. Останати од времето. Ја одам во Зрењан и на државно првенство се фаќам за вратило, одам на веледоч, не можам да го фатам велеточот а имав салто отворено со шраува, прво за 180, после за 360 се вртев, не можам да го дотерам, викам јас ја можам да киксирам, многу меко е. И се враќам долу, ја кажувам проблематиката во Тетово, во Скопје. Тетово одма донесе одлука да купи олимписки комплет на справи. Значи сите справи ги купи. И ја опремија салата. Тоа беше училишна или на Партизано? На Партизан. Што беше салата? На Партизан салата. Жолтеникава боја, одзад имаше и кошаркарско игралиште. Тие многу така да речем, ми удоволува. Јас немав многу големи барања, меѓутоа, кога не можеш една вежба да извежбаш, као младинци се натпреварувавме. После тоа, кога заврши олимпискиот циклус 64 година, ги добивме вежбите за Олимпијадата во Мексико. Сега, пред да поминеме на тоа, да. Кажи ми во тој период, после 58, 9, 60, кој надпревар вака ти останал во сеќавање, кај што си триумфирал, кај што си ги освоил првите титули во младинска категорија. До земјотресот и по земјотресот до таа 64 година, кога беше и Олимпијадата во Токио, и се направи еден олимписки циклус за Токио, Мексико. До тој момент, до Олимпијадата во Токио. Освен како пионер, што бев првак на Македонија, немам некои позначајни резултати, наследи, наидовме на овој период кога фати земјотресот. Салите беа блокирани со ствари, со алишта, со од вама, од тамо, не можеме во сала да влеземе. Немаше услови. Немаше услови и тренинзите, за да не пропаднеме као спортисти, беа организирани надворно отворено. Тоа беше периодот кога малце отидов во Тетекс, малце борење и после 64 година, 65 година беше државно републичко првенство кога првпат освоив прво место во Македонија и од тогаш почна малце поголемо внимание да се посветува на моите вежби, на моите тренинзи, собирање со гимнастичари во Велес, во Кочани. Летните подготовки беа многу добри. Тоа беа така стимулативни, да речем, активности кои што нас не држија во гимнастиката, иначе гимнастиката е, реков дека е многу тешка. Шест прави, 6 вежби слободни. 6 вежби задолжителни. Да. И сега голем обем имаше на голем обем и сега е исто така. Работа и елементи кои мораше да се совлада. Па се сеќавам ние на пример повеќе бевме наклонети на ракометот, фудбалот и на физичко гледавме некако да одбегнеме кој ќе дојдеше гимнастика, мораше според програмата и гимнастика да има некако најтешко ни паѓаш. Имаше меѓу нас и ученици и деца што ги привлекуваше гимнастиката, па така некако часот беше исполнет. Ако има тамо 5-6, ние другите 20, мал фудбал во дворот во Соколана. Или ракове, сакам да кажам дека навистина треба да ја сакаш, да те привлекува, зашто е мачен спорт и напорен и треба максимална концентрација и внимание.
мал кекс може да биде и фатален во Ако тој зборуваме спорт. за развојот на гимнастиката, ние имаме една соколска гимнастика, кај што И за вежбите да ми доминираше. кажеш кога ви ги дале, што значеше тоа? Ги Вежбите, добивме вежбите оригиналот 64-та година. Го праќат- Дали помислуваше ти тогаш и на учество на Олимпијадата, например, во Мексико 68-та година? Зашто во тој период во поранешна Југославија имаше добри гимнастичари. Да, Тука да. беше и Миро Церар, кој беше и олимписки шампион во дисциплината коњ со рачки. Бродник, Шрот, Киселот, Загреб, имаше добра гимнастика, јаки беа. Ти што Кога тие се помислуваш? враќаа, Да. тие кога се вратија од Олимписките игри, 64-та година ние ги добивме Олимписките вежби задолжителни за 68-та. Ја ги добив враце, беа на француски јазик, ги преведовме и почнав да ги вежбам. Добар дел од елементите ги знаев. Учивме нови елементи. Така да 65-та година ја веќе во Славонски Брод влегувам меѓу првите 10 кандидати можни за Олимписките игри, но следеа критериумски надпревари. Ја после тоа отидов уште на 5 критериумски надпревари. Ме вика во Љубљана на првиот, кога отидов, од 10, ја веќе се спуштив на тамо 6-то место. Оставив позади мене четворица. После пак ме викнава на изборно првенство, критериумско, во Љубљана. Ме водеше професорот Спасов. Ме водеше. Помагаше, иначе првиот пат многу лошо поминав. Нема кој да те крене на справа, кој некако беа изненадени и во Македонија дека некој претендира за олимписката... За репрезентација и за Олимпијада. Да, да. И вториот пат, тој кога влеговме во возот за назад, абе ми вика вака, многу искрен, и професор тој кажа, вика, на себе не сум знаел дека си ти таков борец. Значи, вежба кој ќе составиш, се знае колку може да добиеш. Б тежина, А тежина, С тежина, врски едно друго. Ако сгрешиш колку се крати и да натам, значи тоа е. Ти рече се бореше за десетинка. Тогаш бев, се спуштив уште подолу, на 5-то место дојдов. Као Значи од да 10-то, 6-то, 5-то 5-то. и се доближуваш тука до Пак ме викаат, елитата, иако и во десетката Да. си во елитата. пак ме викаат на четврто изборно првенство во Љубљана, мислам критериумско. Тогаш пак бев сам, ама останавме малку повеќе. Трениравме таму, ги увежбавме вежбите и јас уште подолу се спуштив, 4 пред мене имаше, само тројца. Тоа беше жутиот Керснич, жутиот кој Миленко Керснич и уште еден имаше. Така, тој третиот некако можев да го Да го напаѓаш, да резултатски. Уште тогаш го напаѓав резултатски со вежбите. Ние се гледаме, ги гледаме вежбите, гледаме своите слабости, кај можеме да се коригираме. Нема престанок. Нон-стоп вежбање, по 4 сати тренизи. Беа, нема престанок ни преку лето, ни преку зима. Тоа се случи. Бев влезен во таа репрезентација на Југославија и месец дена бевме на подготовки во Љубљана. Тогаш имав прилика да заедно тренирам со Церар, Миро Церар, кој што имаше уште малку, он сакаше и да престане, да преки, не го оставаат. Значи, при крај на кариерата, што се вика, Бродник, исто така беше, од старата гарнитура, а другите бевме ние нови. Новите отидовме на Спартакијада во Берлин. Бевме тамо цела недела. И Спартакијадата беше надпревар кај што се презентираа државите со своите кандидати, со своите вежби. Тоа беше поиќе презентација и еден вид пропаганда. Секој ден трениравме. Настапувавте како репрезентација, сите како репрезентација Југославија, репрезентација СССР и така. Имаше тука некои нереални написи
кога се вратив, ја не знам од кај им дојдоа тие информации, значи Спартакијада, што ми е Спартакијада? И сите Спартакијади, ако погледате во енциклопедија, ќе видите дека тие се пропагандни собири за вежбање, дека се во функција на здравието на човекот и така натаму. Се вративме од Берлин, имав уште едно критериумско. 67 година земав трето место во Југославија, во Лесковац. На сите справи комплет, и задолжителни, и обавезни, и слободни. Земав трето место во Југославија. А разликата измеѓу првиот, долго време водев прв. Бев прв и читаа преку Кондовскија на прво место со толку бода позади него е тој и тој. Имав еден конкурент од Сараево и уште еден за 1/10, за едниот ми беше 1/10, едниот за половина десетинка. Бев трети, значи ја исполнив нормата за Олимписките игри. Зашто не отидов на Олимписки игри во Мексико, јас не знам. Не знам да ви кажам. Само можев да го прашам Џорџе еднаш во кога ја правевме програмата за Барселона. Ја учествував во Олимписката програма за Барселона, учествував и секретарот го прашувам зашто, вика, зашто ме изоставивте, викам, ја сите критериумски... Да, учествуваш на сите изборни надпревари, ставаш на репрезентација, Спартакијада, ти одеднаш, ти не знаш, вика, овде, не си меѓу тие што треба да одат. Ти не знаеш, вика, нас е овде како се прави олимписка екипа, летат пепеляри, вика. За тебе немаше никој, вика, кој да се заложи. И што требаше тогаш да се направи? Значи да се има човек во... Да ви кажам, да се има човек. Југословенскиот олимписки комитет и во таа комисија за олимписки спорт помалку да потурне. Олимпискиот комитет тогаш немаше да види вака. За екипа Југословенски донесев над 9 на партер, над 9 на прескок и над 9 на вратило. Тоа беа сигурни вежби. Не дај Боже што се вика, може и да кикстеш, ама тие бе сигурни и за југословенската екипа ќе беа. Ме интересира елементите на сите надпревари на справите беа исти, се повторува или пак имаше одреден коефициент, например, мора од потешките да има 2-3 пати, ако се работи за вратило да изведеш. Правилник, гимнастички правилник, кој што ги пропишува стандардите, каква треба да биде слободната вежба. Значи, внатре треба да имаш 2 С елементи, тоа прашав. 4 Б елементи за, да речеме, Олимписките игри. Едно време имаше... Мора да содржи одреден број елементи и секој гимнастичар мора да ги изведе тие ако сака да се бори за добар резултат. И одреден број тежини. А ти на овие 3 справи имаше над 9. Над 9, ама видите, вежбите ми беа полни. Усогласени, и не само тие, него и другите ми беа, меѓу тука се зависи од изведбата и ред други моменти. Тежината, вежбата, како изгледа комплетна. Тоа беа, мислам, затоа гимнастиката е доста креативен спорт. Стално размислуваш, дај сега на вратило што ќе правам, а можам ли ова да уфрлам, дај ова да го тргнам, помалку вреди, да ставам нешто помалку. Чекај да видам ово има, ја се случи сега, име нема да спомнам. Секој тренинг практично тежеш кон нешто ново, кон усовршување и практично тоа те одржува и го подигнува квалитетот. Помнам еден момент на кој се сеќавам. Пред мене вежбаше еден мој конкурент на вратило и беше подобар од мене. Каде овде, во Македонија или на средба на Солидарност? Средба Солидарност. И го гледам вежба, ама он кикста на вратило. Одма ја вежбата ја олеснив. Тоа е недозволиво во гимнастиката. Во гимнастиката мора... За да не кикснеш, ја олеснив, викаш овој нема. Ама изврлив еден тежок елемент за да земам таква оценка да бидам над него. Тоа е борба, тактика за време на... Значи и таму има тактика со елементите. Сегдека има. Тактика. Сите или исфрлаш некој, и со тие исфрлените пак висока оценка. Зашто другиот киксира? Видите, ја мојот период го ценам како доста тежок, комплициран, вежба во период
после земјотресот, кога имаше потешкоти, Скопје се градеше, беше во прашина, не можеш да најдеш сала кај да тренираш. Во Драчево одев за вратило, таму имаше вратило, по не знам по кој случај во олимписко вратило убаво. Во Скопје некои други справи, во Ѓорче Петров некои трети справи, во Наум, после се појави Наум Новоски Борче. Како успеваше тоа да го ускладиш, зашто Многу време се сепак губи. тешко од тамо до вамо, сега за една справа одиш ти на другиот дел од градот за да Имаше- го направиш тренингот. Професор Пепо имаше едно плаво фиќо. Памтам 104 имаше на крај бројот. И Тој, тогаш фиќото практично на ти така кој ќе одеше тренираше само на таа справа и На таа справа, Ништо и ако друго. имаше уште некоја. да, И се враќаме меѓутоа, назад, да, се губеше доста време за тоа. Такво беше времето. ама ентузијазмот постоеше, желбата да се успее.